Evo go. Evo go работам. Здраво, ово е. Ке не фатат дека лажеме. Знаеш дека лажеме, така. Ова е еден и степ школа, воедно исто така да пријавете се на Facebook доколку сакате лекции за степ. Даваме лекции за други работи, но нека помине полно, ќе ви кажеме на Facebook. Денеска имаме многу добра емисија, радосни сме со причина, бидејќи ни гостува Дарко Панчев во емисијата, а ние сме негови огромни фанови. Погледнете, Дарко Панчев! Само двајца ли сте, бе? Што сите други на пауза се пак, а? Сакаш пак да викнеме? Не е тоа по сценарио, ама ќе го направиме. Дарко? Никој не вика сега! Шо ви е на вас? Нема везе. Шо беше финтава? Демек стигаше на пауза, само еден човек вика. Ама како и многу често нашите идеи не се остваруваат. Шала на страна, Панчев е тука и Оливер Митковски, нашиот познат македонски актер во МНТ, во многу филмови и така натаму и така натаму. Започнуваме со ново време, следува Млечна енциклопедија и тоа е тоа, да ја стартуваме оваа кучка. Ова почна како зезанци и после ни стана онака хит во екипата. Да оставиме вакаве? Со сите го? Ајде. Енциклопедија. Тоа ти е како енциклопедија, ама за млеко. Да, шо е се? Ова е последната епизода. Затоа сакам да ви кажам дека млекце тоа е закон. Млекце! Ајбе чао се. И оди се на. Не ти да се. Не ти да се одиш. Ајбе чао се. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Еден од најдобрите фудбалери во историјата на Вардар и Црвена звезда, Дарко Панчев, знаете многу работи за него, но овие три работи не сте ги знаеле. Освен ако не сте Маја Панчева, во тој случај знаете многу повеќе од овие три работи. Некогаш владееше со фудбалските терени, но сега шефот е некој друг. Дарко Панчев вели дека уште однапред знае дека ќе го изгуби секое гласање дома, бидејќи е малцинство. Ништо чудо кога живее со три девојки. Но и покрај тоа не би се менувал со никој друг кога покрај себе ги има неговата сопруга Маја и двете ќерки Надица и Марија. Може би претпоставувавте дека кај семејството Панчеви се гледа само фудбал, но напротив, Дарко е голем филмаџија и не може да одолее на добар филм, без разлика на жанрот, годината на издавање, јазикот, режисерот или актерите. Она што исто така со задоволство сака да гледа, а зашто најмногу сака и да чита, е светската историја, која воедно му е и омилен предмет. Тоа беа трите работи што не сте ги знаеле за него. Господинот Дарко Панчев. Ше смее, како си? Ајде, даре. Да си направиме муавете. Да, може. Како си? Добро? Секогаш добро. Па се трудам да бидам расположен. Добро изгледаш, даре. Аллах нека ти е. Па, види да ти кажам, како влагаш во години, тоа и тебе ќе ти дојде редот. Мора да се пази малци на линија и на спортување, али тешко иде. Абе, данокот се наплаќа, онова све што си викал, нема да ви... Тешко оди да држиш килажи и све, знаеш. Во тие години ќе сакаш малци да се дружиш и да јадеш и да седиш во ресторани со другари и така, али еве се трудиме да изгледаме добро. Одлично, даре. Ајде да почнеме со една шега. Дали е вистина анегдота дека нешто има шутнато на потписот на Интер?
Тоа колку е висина, колку нема висина. Кога си потпишал тој главниот договор за Интер. Па има мутнато, ако конкретно мислиш на Дам потписот физички. На клубот, не имам, го има мутнато клубот. А потписот си бил добар. Иначе потписот добар си бил. А гуд на клубот, а? Па, Пази, сите прават грешка. гледајќи од денешен аспект сигурно, затоа што отидов во една екипа која игра дефанзивен фудбал, која беше тотално различна од она што ја го играв во Црвена звезда. И зашто викам гутнав? Гутнав затоа што имав можност да одам и во Манчестер, и во Реал, и во Барса, значи Тоа сакам да сите те прашам, кои беа другите клубови? па сите големи клубови ме бараа. Меѓутоа знаеш како е, за разлика од денес, каде што и самите италијани кажуваат дека италијанската лига е многу падната. Так. Во мое време италијанската лига беше објективно најсилна во Европа и сите најтражени играчи во тој момент одеа во Италија. И мене некако ме понесе тоа и отидов тамо. Иако времето покаже дека требаше да не направам се нешто друго. навраќаш на минатото, Па не, таков добро, човек па- си, али има ли Не- моменти кога си мислиш, пошто тогаш у тие мигови Манчестер не беше Манчестер денеша, ама Да, имаше не беше- поле. Не, добро не, во тој период баш дојде Фергусон. Значи веќе една година беше тамо и Си мислиш некада бе, шо ке беше бе, леле да отиде. па ја верувам дека ќе беше подобро, затоа што малце јас сепак отидов и како да ти кажам со сите тие трофеи освоени, а не дојдов како играч кој треба да се докажува. Малце ја навлегов во некои грешки, малце се искара со тренерот, па после со управата и знаеш кога ќе тргне така работата, тешко е А млад беше Сето колку, таа друга- 27, колку имаше? на 28. 28. Да. Сепак мене ме фати законот во поранешна Југославија, имаше закон до 28 години не смееш да идеш надвор од Југославија, значи мораше да играш во својата земја. Денеска е све полесно. Значи играчите може да идат и помлади. Значи ние најдобрите наши фудбалски денови ги дававме и ги остававме во родната земја, тогашна. Така да така беше законот и мене ме фати тој закон. Така да Да можеше ќе отидеше порано да. не можеш. Не, да можеше, чисто ако се вратиш види, пример. Види, објективно Што гледано освојуваше титули тука, европски шампиони тука. Па, добро. Види, објективно да сме отишли да играме во некоја сепак посредена земја, средена фудбалски, кај што повеќе се улага, повеќе се води грижа околу исхраната, професионализмот. Зашто да не? Затоа што со сите овие услови што сме ги имале овдека, можеби не толку максимално професионални, ние сигурно сме извлекле некој максимум. Да сме биле во некоја земја кај што би се грижеле повеќе за нас, можеби 2-30% би дале повеќе. Значи има некоја логика, али не е важно, сето тоа што било убаво и не би го менјал. Супер, да. Кажи ми, како реагираше кога одеднаш твојата плата за толку многу проценти рипна? На што потроши први големи пари од кога дојде во Интер? Па добро, да бидам искрен, ја и уште Си зимаше добра плата и преходно. Не. Кога почнав уште во Вардар, значи стварно многу млад почнав, со 17 години дебютирав, што е навистина една Па за тогаш многу апо. незрела, многу незрела возраст. Ја полека почнав да заработувам. Така да веројатно навикнат од сето тоа, знаеш, секој месец си заработуваш помалку уште како мал, не бев оптеретен многу со некои суми големи, зашто веќе бев навикнат на имање. Така. Меѓутоа на имање кој е заработено, значи Така, не со акумулирано овака, низ време. Не е овака или онака, него заработено во тие 10 години. И Не ти смети тоа што да речеме сега за само еден месец може да си купиш кола, не знам каква. А добро, денеска е тоа веќе сменето. Фудбалот стана голем бизнис. Играчите многу повеќе заработуваат, клубовите многу повеќе заработуваат, така да Шеици се газди на пола. да, фудбалот стана престиж. Значи објективно стана, тој секогаш бил најубава споредна работа, само не бил вака акумулиран во општеството како што е денеска и во бизнисот и што ја знам. Да. Така да денеска, пазете, еден Берлускони стана премиер на Италија затоа што сите го дознаа преку Милан. Так. Морати пред да дојде во Интер бил мултимилиардер, ама никој не го знаеше. Така да тоа веќе стана еден престиж и многу работи се променија на позитивно. Мислиш дека е позитивно тоа? Мислам моментов со Па, знаете, многу пари со Па види, се променја на позитивно за пред се за играчите. Затоа што многу играчи денеска кои објективно ја немаат таа вредност кои заработуваат, во мое време или пред мене не би заработиле ни 10% од тоа денешко Баш така. Во таа смисла е позитивно за самите играчи. Јасно. Знаеш, има еден документарец многу убав од ESPN, Broke се вика. И пред се е врзан за NFL и NBA играчи. Како Добро. после нивнава кариера имаше фрапантен Функционираат. податок, некој пола од нив банкротираат. Па добро.
Тоа Има и такви случаи. имаш ли ти некои пријатели така што не се снашле после кариера, што бидејќи си бил ете големи клубови, Интер таму Види, со има- сите си играл. Има доста играчи, познавам, кои да играат денеска би биле милионери. Со извореден квалитет фудбалски. Меѓутоа сепак играа во време кога ја играв, кога ја немаа таа среќа да направат добри трансфери. За да живеат денеска безбедно и мирно. Да. Можеме еден голем број на примери да ти дадеме века и нас. Не знам, еден Канатларовски денес да игра би бил милионер Со фудбалски. тој квалитет, да. Или да. Најдовски или они може поминале солидно. Така, Ама би биле денес милионер, значи затоа она преска се навречам напред, значи денеска многу послаби поединци со објективно многу слаб квалитет проваѓаат добро, затоа што сето тоа во нивна корис се подигна. А знаеш кој е моментов на, да речеме, во Македонија, ти како звезда сите очекуваат да влезеш у фудбалов на некој начин. А знаеме каква е ситуацијата, што би рекло пола од луѓето ќе се сложат, будала треба да си да влезеш на некој начин со целава нели постановка каква е. Сигурно дека нас и мене како поранешен играч и знам на многу други поединци име криво што не сме инволвирани во фудбалот, меѓутоа да ти кажам нешто, целата работа е утнато уште 90 натака. Значи Рибата смрди од главата. ама види, ако нема работа, ако луѓето живеат во сиромаштија, ја и ти сме криви или тие што ја водат државата? Така. Исто и во фудбалот. Значи, објективно е утнато уште тогаш работата затоа што цело време влагаат во фудбал да го водат луѓе кои не биле ни 5 пати на утакмица. Да не споминјам имиња пред тоа. Да, бе, јасно. Или кои биле мали играчи кои никој не ги познава надвор од овие граници. Додека целата наша околина, земја Хрватска, Србија, Босна, се све фудбалски имиња и не случајно е нивниот успех денеска. Еве на Црна Гора 4 години се такмичи, па веќе втор пат ќе игра у бараш. Да. А ние 20 години каскаме. Па Дарко е заради тоа крив. Најлесно е да се каже он е крив, не е инволвиран. Па зашто да се инволвираш? Само за да те сликаат. Значи ја не прифаќам да влагам заради некоја политичка партија кој ме внесе тамо да собира поени со мене или да влезам тамо за да ми кажуваат како да работам. А такви милион понуди, а? Па до сега се покажа, времето покажа дека сите што работеле се такви. Ја би сакал да се смени тоа. Ја не се замарам со тоа, еднаш кога се пријавив да бидам претседател на ФФМ пред 10 години. Убедливо изгубив од некој што не бил ни 5 пати на утакмица. Добро. Во оваа средина е све нормално. Ја го разбирам тоа. Ја тука живеам, многу го знам менталитетот на овој народ. Значи, на овој народ ќе му смета Дарко да работи у некој клуб и да има 2000 евра плата, а не му смета што директорот на Телеком кој е маđар има 20.000 евра месечно плата, тоа не им пречи. Ама ако Дарко има 2000, ќе им смета на сите. Абе, козата на Значи, кумширата. па добра, ама не треба да сме такви. Ова е многу широка тема, ја можам да дебатирам со саати, за ова не ми е тешко, али дај да се фатиме за нешто поубаво. Дали си ги гледаш утакмици, ве не интересираат? Најуч ли за Интер често? Па види, да бидеме на чисто. Значи, моето играње во Вардар пред се бил заради љубов. Значи, јас сум тамо роден, јас сум од Скопје, Дете на Вардар. дете на Вардар. После во Звезда сум имал симпатии према Звезда, пак имало некои симпатии, љубов одредена и така. Значи, да оставиме на страна заработувачката. Так. Моето идење во странство беше исклучиво од финансиска побуда. Уопште не ме влечело ништо ни према никој. Ја тоа го направив исклучиво од економски побуди, сигурно дека би сакал играчки подобро да пројдам. Меѓутоа, сепак сум прв играч што бил таму во Италија, што заиграл во Интер. Имам 29 званични утакмици одиграно, 10 гола дадено, што е смешно за моите овие Да бе, гол по натпревар имаше скоро. статистики пред да, тоа. да. Меѓутоа, окей, тоа е тоа. И режисерот кој снима филмови 30 години, ќе сними 10 добри филмови, а 3 лоши. Точно. Значи, ја имав 2-3 добри епизоди, една лоша, и ја тоа така го сваќам. Се случува. Јасно. А да ти да речеме цела работа околу Македонија, Грција, гледаш на поинаков еден аспект, пошто типа инволвиран беше буквално една таква дешавка кај што те испровоцира, ама па им врати со камата. Види, тоа беше една интересантност, да кажем, која се случи малце, може би случајно. Јас, кога се пополнуваа тие картончиња, напишав националност Значи фактички Македонец. Звезда оди во Атина да гостува на Панатинекос. Па добро, тоа беше куп шампиони, важна утакмица. Сега Панатинекос се многу паднат, во тој период беше многу по супериорен од Олимпијакос. Тие два клуба се Да. Грција најдобри. И што беше интересно, и они направија тоа драма, демек, еве ја ги провоцирам, сакам да влезам како македонец, и јас се зинатив, другаче не влагам. Новинаривите направи enemy number one, Па 2 дена грците ги имав негде новините, веројатно ги имам изгубено. Значи 2 дена во нивните насловни новини искачав на насловна и вака прешкртан. Леле. Као да сум државен, неверојатно.
6 години, 7 години не ми дава виза на грчка амбасада тука. Абе не зезе. Да, еве Маја беше еднаш сведок, отиде да вади и кога прочитал мојот пасош вака рекол. Па тебе на «Немаш». листа значи ти имаат. Па ти кажувам. Јао, Али не е да, тоа да. важно. Не е тоа важно, што беше интересно. Каде нив највише ги здоболи у суштина. И поминав, ја што поминав, не попунив ништо, најдов е компромис. Подобро УЕФА направи, не смеа Добро. да се бунат вајде. И значи влегувам таму и сега не чекаат вака камери, 2-30 новинари, пошто доаѓа европскиот првак, ја бев прв стрелец во Европа и така натака и како поинтересни играчи ја, Део и уште некои, треба да им даjem интервју. И доаѓаат грчките новинари, мене ме прашуваат нешто и ја на овој дечко што беше од Београд кој преведуваше, знаеше грчки, живееше во Атина, ја му викам, кажи им дека нема од мене што да добиваат изјави затоа што за нив не постојам. И мислам дека со тоа со тоа ги убив, мислам, така беа испровоцирани и утре дента сите новини на сата. Меѓутоа не е важно, ја го правев тоа се уште у време кога не беа тука тие побуди разбудени кај нас толку. Значи ја го направив тоа, како ти кажам, зашто чувствував така од срце, а не за да добивам поени кај народот или да ме фалат денеска. Значи ја тоа сум го направил затоа што се чувствувам македонец и тоа не може никој да ми го забрани. И ја го покажав тоа таму. И 2-0 Денеска ова што победи, 2 гола денеска што Панчев. гледаме, сите се прават херои, националисти. Така да, така. Денеска е лесно сите да се прават. Требало да се прават кога требало. Тачно, е Така да не е важно. Има една изрека, вика храбрите ги прати среќа. Ете, одиграв добро, дадов 2 гола. Мислам дека ќе умреа сите таму на стадион. А пун стадион, олимписки. Па не знам колку збира, 70-80 илјади, немам појма. Само се сеќавам на тој момент кога заврши текмицата, има они 2 огромни семафора, баш големи семафора, пишуваше 0-1 Панчев на грчки 0-2. Так. Одма ги испучија семафори, значи само што свирна, името да само не да нешто. Така да тоа беше за нив еден голем пораз. Мене беше кејф што испадна така, нормално и на сите наши тука. И добро испадна, еве од тоа остана една убава историска приказка да се раскажува. Му даш ли совети на Чеде Јаненски? Сепак, нели, кубови сте? Му кажеш ли, Чеде? Мислам дека Чеде е одлично решение. Нема ја што многу да му дам совети, он беше извореден фудбалер, беше репрезентативец на Југославија, еден од столбовите на силниот Вардар кој хараше низ Југославија тогаш. Со самото тоа че бил добар играч не може да биде лош тренер. Така мислиш? Апсолутно. Ја не ја прифаќам таа приказка што се пушта тука у нашиот фетер веќе 20 години, па не значи дека ако бил добар играч, дека ќе биде добар раководител. Не значи дека ако бил добар играч ќе биде добар тренер. Па што значи дека ако бил водоинсталатор ќе биде тренер добар? Па не, објаснете ми. Какви се тие приказки? Класична демагогија кои се пушта од луѓе кои не били инволвирани никогаш директно во фудбалот. Само за да може да просперираат. Еве бизнисмени ни го водеа фудбалот, што не направија нешто. Еве Дзинго е меѓу најголемите бизнисмени. Што не направи нешто да го среди фудбалот? Или Ламбе, или не знам кој беше пред тоа. Му остана песна. Или што не направи? Тоа исто ко мене да ми даете сега да го водам медицински факултет или клинички центар, веројатно ќе пропадне за 2 години. За жал ние тука све работиме надвор од логика. И затоа пак ќе кажам, она ќе се вратам, со времето ни враќа на негативен начин. Затоа што тоа бе данокот си се, тоа е. Па данок се плаќа, тоа е. Тоа е. А кажи ми, златната генерација на Звезда, сигурно држиш некаков контакт со повеќето. Кој вага мислиш, кога ќе се навратиш на годините, најубаво помина, најубави одлуки направи после кариерата, најразумен бил во повеќе работи? Добро. Јас со Део бев да кажеме во Милано. Он една година исто имаше проблеми во Милан со Капело, не играше, сакаше дури да се оди. Само немаше среќа, него му дај голема поддршка Берлускони председателот. Ја немав таа поддршка, немав таа среќа, иначе се гледавме често. Види, тогашната Звезда пред 6 месеци Фергусон кога даваше голем интервју за еден англиски часопис, него му беше тоа прв интернационален трофеј кога тепа Манчестер со Звезда у Суперкуп на Европа 92. И го прашале за таа утакмица, он вака рече: вика, Звезда беше многу подобра, требаше да изгубиме, тепавме на среќа. И таа екипа на Звезда во последниве 15 години можеби она единствено ме потсеќа на денешниот тим на Барселона во играта. Значи тоа беше еден многу моќен тим, силен тим со страшни поединци. Секој работеше својата работа изворедно. И можеби штета што се створивме како генерација во распадот на земјата. Јас сум сигурен дека у наредните 2-3 години најмалку уште еднаш 2 пати ќе игравме во финале. Јер ние веќе следната година од кога бевме европски прваци, со сите казни што ги претрпе Звезда, не играње во Белград и така натака, за малце ќе игравме пак во финале.
Значи малце фалеше. Ама игравме цело време надвор, немавме подршка, малци УЕФА цело време казни, картони и така натака. И заврши приказката која заврши, али на вистина остана тој тим како еден силен белег во европскиот фудбал во последните 30-40 години и така натака. Одлично, да. Кажи ми, во гостителскиот бизнис, си сигурно заради кејф само, не верувам дека тука нешто... Ма луѓето мислат дека ја го држам кафичот, мислам, тоа е смешно. Ја во кафичот одам само да пијам кафе со пријателите. Така е? Апсолутно. Си има мои роднини, си го држат, си зимаат плата, мене ми е кејф што не се на улица. Си зима ако остане нешто и мене ќе ми дадат, иако тешко останува. Тешко останува затоа што нема, луѓето немаат пари, се осеќа тоа секаде. Иначе, ако некој мисли дека примам роба, па Да. Панчев доаѓа подпише, гајбите маму. Јас тој објект го направив од кејф, си одам таму си пијам кафе, едно дружење, едно вртилиште. Си доаѓаат спортски луѓе, посебно интересно кога има добри надпревари во вторник, шампиони, така. А да, што е тоа што ги тера спортистите после кариера? Многу ми на кафич си отвара, така си прават. Па може Дали е прво нешто што е тоа, може би ради тоа. Не верувам дека мене не ми е кафичот заради издржување. Така да се малци условите кои што треба подобри средени, голем дел од нив би биле инволвирани во фудбалот. Меѓутоа за жал ситуацијата е таква, состојбите се такви да знаеш. А да си беше се цакум пакум даре, ќе ти беше многу мерак да... Како не, па зашто да? Види, тешко му е на некој што освоил све во светот на фудбалот, или скоро све, што бил во врвот на светскиот фудбал, сега да дојдеш да работиш во една ваква несредена лига. И додиш негде во некое село каде што култура на најниско ниво, дури и кај нас е тука културата на ниско ниво, камоли по провинцијата, па пцуење, свирење, а за ништо. Зашто? Затоа што си работел во некој клуб. Да. Мислам, како да ти кажам, тоа е нашата реалност и тешко е да се функционира една таква во една таква обезвредненост, да кажам. Тоа е тоа, они сите ги ставаат на исти ранг. Не може да бидат сите на исти ранг. Не може Пикасо да биде на исти ранг со некој што не го знаат. Со мене. Па не, некој што не знае да слика, а пробал да слика. А кај нас сите сака, не може тоа. Во светот не може. Кај нас може би може, добро. Да, прошетам многу си живеел на стварно фини места, убави места. Као кисела вода нема нигде. Така? Најубаво ти е? Па види, тоа се денови од детството, од младоста и тоа се незаборавни денови. А има некое место што си го посетил многу повеќе од другите места? Да речеме негде 10 пати да си отишол. Многу сме шетале. Ја Југославија мислам нема место кај што не сме отишли. Село. А Југославија не е мала, беше 25 милиони народ. Австралија бевме кај нашите, им направивме кејф на македонците, тамо се дружевме, утакмици се. Се, кај не сме биле? Си играш цело на време? северен и на јужен пол не сум бил. Ајде, има време, шо? Ама немало зошто, нема стадион. Така. Топката за глава и устреговите. Колку често играш фудбал? 2 пати во недела. Добро. Се дружиме, другари сме. Има и бивши играчи, Чунга Лунга, поранешен го знаат сите. Така. Јанев, Кучето. И Дарен, Цено најдобар си? Па давам го да ти кажам. Ке ми легне некоја, давам. Така? Да. Знаеш да подсетиш на стари време? Знам. Да си речеш и сам. И Дарен. Ке ми речат браво вака и таа. Може и ме фолираат, ама нема везе. Вај да не го прават тоа. Вај да не. Дарен. Се убаво со Маја. Се надам секој што треба. Да ги поздравам кергите им. Поздрави си ги, не за друго ти станува пракса да си ги поздравуваш по телевизија. Еј, од утакмиците. Пракса ти станува поздрави со колегата Галински. Со колегата Галински. Да бе, стварно за тоа. Ти легна и тоа, знаеш дека многумина со кои што сум зборел, да, може би сите рекоа, алал нека му е треба да си го прави, тоа може. Коментарите беа многу попозитивни. Шкилони леве на TNT коментирал така. Коментарите беа многу повеќе позитивни го негативни. Секогаш ќе се најде некој што и да му направиш нема да му се свиѓа. Епа ти тоа. Тоа е нормално и не може од тоа да избегаме. Меѓутоа, зашто испадна интересно по мене? Затоа што Златко си го вршеше оној свој дел кај што си е експерт, така, да си коментира, да си кажува вона. Ја внесував одредени елементи кои можеби не може да ги објасним. Можеби кои ја ги осеќам затоа што цел живот сум во тоа. Би правил такво нешто почесто? Па види, кога има големи надпреварувања, види, ја искрено тоа го работев без ништо, значи ја не седнав па да се договорам, сега ќе коментирам, вие ќе ми платите да сме здрави и живи, до година ќе има исто големо надпреварување во Рио де Жанеиро, на светско. Ја јавно кажем, навивам за пак да видиш. Можно е да се
пак да седнеме и да И се тоа договориме. пар со Златко. Фантастични. бе. Нема и другите се добри, да не го фалам само Златко. Абе, Добра е- ја ќе си кажам, мене ми беше... Добра е целата екипа се добри, има и помлади коментатори кои се добри таму и така да си функционираат добро. А еве ние ќе се најдеме некои бивши играчи што сме да помогнеме тоа да биде. Одлично, подобро. за тоа се тука. Даре, фала што дојде. Еј, Фала и на тебе. се на гледаме. вас исто. Дарко Панчев. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so. Не сум толку висок. Седнат сум на новчанина. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Знам, без грижа, вие 9 мина фанови на еден. Следува Пластелин. За почеток, нашиот следен гостин, Оливер Митковски. Со уште еден актер, познатиот актер од Холивуд, Джад Лоу. И официјално ова е еден од ретките пластелини кој личи на човек. Да, сосема нормален човек. Додуша човек кому очајно му се оди по нужда. Погледнете. Вториот пластелин веќе погодувате, Дарко Панчев. Пластелиносен со неговиот колега Драган Стојковиќ Пикси. Одлични се. Изгледа баш како Панчев да видел дух. Па да, види го, мене така ми изгледа. И за денеска имаме и бонус пластелин, за прв пат откако ја имаме оваа рубрика. Конан Обрајан. Така. Да, требаше да предпоставам. Да, не солена шега. Во ред, добро знам. Ајде, одиме пак, ајде, дај го. Ете. Но страшното е што сум пластелиносен со Обрајана, пак личам на себе си. Поглед. Мајко. Тоа беше пластелинот за денеска. Продолжуваме понатаму. Некој ќе плати за ова. И директорот зошто баш подводно? Па овде се наоѓаме во срцето на општина Центар, во подножјето подводно, затоа што климатските прилики овде се повеќе него изворедни. Како да си во некој национален парк, да си на Шар планина, како да си во Пелистер. Овде е јаглен моноксидо, незнатен, штетни компоненти нема. Летно време, кога е температурата 40 степени, овде е 4-5 степени. Свеж воздух, пирка, го гледаш Милениумскиот крст, водно, ја гледаш Шар планина со снегот и тоа го релаксира човекот и затоа баш управо овде токму на ова место го изградивме најексклузивниот објект стамбено делен во Скопје. Паркинг. Да. Абе многу убаво ова, директоре. Како да си во фрижидер, пази тоа. Константна температура и летно и зимно време, пази. Ја нешто да ве замолам. Да. Снимаме еден спот, едно филмче, нешто многу, види какво е филмски Холивуд. Може ли мора станарите, собствениците на паркинзите да се прашат, затоа што ипак ова е нивна собственост. Опа, не од врата на врата, На пак крај им речеме крајва, и улога во филм Ким даеме. За вас може да знаете така да, бидејќи се наоѓаме овде на две ниво на паркинзи, современи со сите заштитни средства против пожарни, Може. против јаглен моноксид детектори. Овде има 100 паркинга и доле има 105 паркинга, 205 паркинга. Значи имаме ние под овој елитен стамбено деловен комплекс подводно една целосна катна гаража. Баш така. Ај не го джипото PS2, хајде да си го земам. Тоа е лична собственост, ве молам, не сакам возилата да се снимат. Ова тука да го земам. Тоа ќе си, ако имаш пари да го платиш на нашите станари, така да.
Тој е познат актер од многу македонски представи и филмови, во моментов актуелен со улогата во Изгубени германци во МНТ, човек со многу таленти во што ќе се уверите и сега Оливер Митковски. Ај сега. Праша за игра, Оливер, одлична улога, честито лично од мене за Изгубени германци, супер. Ја врзуваш некако цела представа, многу интересно, таму ќе падне темпото и искача. Тако беше планот. Искача типчево. Што акцент е тоа што го збориш? Мешавина некоја? Тоа е Ти како си ја? тоа е до Охридските села, дијалектот до Охридските села. Така баш? Да. Си се среќавал со такви Не, пази, тоа ми е иде со години наназад со Синиша Евтимов. Фора. Тоа ни е фетиш. така. Овде Ама до совршенство си го добро. Да, овде го успеав да го искористам, мислам дека во вистински контекст. Да, човече, многу јако. Да, Ти прифати Унко без проблем. Види, идејата дури не беше на почеток моја, беше на Никола Ристановски. Браво, Никола. Да, негова беше идејата. За тоа е најбољи. Да. И после се сетив на една приказна на Ацо Станковски од една негова книга Воземски приказни. Има таму една приказна, мислам дека се вика Разговори во Лимбот. И се случува нешто слично. Американски пилот паѓа на падините на Скопска Црна Гора и убива еден селанец. Добро, да не му зема идентитетот случајно. Не, али по текстот на Тоа би било Дукац. добро. Да. По текстот на Дукац треба да играм афроамериканец, нели? Да, да. Али ние направивме приказна малку нели да искомплицираме работата да биде поинтересно. Направивме една наша биографија на ликот, на Рик. Кога ја слушнал приказнава селанецов од Охридските села, го убил афроамериканецот, го убил Рик, доаѓа и вика јас сум Рик, што правиме? Нели провидната идеја беше да имам црнеци тоа, али се смени, да. Мислам дека е вака по Ептере по. Има многу што ја гледале, знам тоа бидејќи цело време фул представа. И уште држи тој момент на чекај јави се за 2 недели и такви работи. Да. Браво. Се продаваат. Мислиш ке тера Па види, во искуство вака си играл во многу што биле такви сомнителни лица, ајде да не ги зборам сега. да, види, немаме ние некоја, мислам, онаква критична маса и театарски, кој знае колку образована публика имаме, но тоа трае тие доаѓаат првите 20 на изведби, да речеме. Вака исто и у театар да ти се направи случува телефонот често. па да видиш што ќе ти направат. Се уште е пуна, се бара карта повеќе. Да, топ. Ти што мислиш лично за представа, знаеш, бидејќи после јас кога ја гледав на почеток негде, после муабетите беа многу поделени у смисла каква. Едни многу фасцинирани беа од самата представа, други не викаа лоша, не ја разбравме. Знаеш зошто е тоа така? Затоа што представата трае 3 часа и Има пауза без паника. Да, без паника, има 15 минути цигара, кафе. И во неја се отвараат многу прашања, навистина многу. И сега за некој тоа што представата отвара голем број на прашања е квалитет, за некого е мана. Нели, имаме два лика во представата, Тони и Јоцо ги играат, кои што немаат своја индивидуа, него се приклучуваат кон толпата, кон групата, кон таа наци партија во тогашна Германија и размислуваат не со своја глава, туку со главата на фирерот. Значи, тука се отвара прашањето на подемот на национализмот и така натаму и така натаму. Онда го имаме Никола Рисановски кој што игра левичар, комунист, една застарена идеологија, дури на граница на утопија. Тој е во униформа. Точно така. Онда го имаме као лик, ја имаме Звезда, која што е некој синоним за уметникот во овие турбулентни времиња. Потоа Јовица Михајловски кој што игра нели припадник на таа ЛГБТ, така се вика популација, и отвараме и тие прашања во представата. Емил Рубен, он игра ликот на Тито. Тоа е една метафора за еден сега веќе реликт од минатото, нели, нешто што го влечеме на овие простори, како некој го доживува како товар, некој како куќа. Да, се отвараат многу прашања. Сега за некој тоа е квалитет, за некој е мана. Мислам дека тоа е причината зашто се поделени реакциите. Лично тебе ти се допаѓа онака Јас уживам да играм во секоја представа на Унко. Така? Да. Баш буквално? Да, затоа што Унко е Што го дели Унко од другите? Па работата со актерите. За време на Он е фантастичен. пробите, Он доаѓа, на он има, ликовите. да, он има еден
генерален концепт, ако можам, обично се љутат режисери кога ќе кажеш концепт. Меѓутоа има идеја, визија како тоа отприлика би требало да изгледа, меѓутоа е отворен за апсолутно сите идеи. Браво. Ги прифаќа од актерите, ги разработува и тече процесот понатаму. Супер. Не дека ќе зборим имиња, има и обратни некои такви, Секако дека има, секако дека има. Да, ти тука одиш. Па работев скоро, пред 2 години со една режисерка од странство, ете нема да ја именувам. Се беше спремно, се беше готово. Ти тука раката ја дигаш, кажуваш ова вака, не вака, една интонација погоре. И тоа не е, верувам ми, не е забавно. Да, баш. Подобро е нешто да седам дворче да. Фала Богу, со сигурно и негативности у екипата носи, нема кохезија, нема. И ден денес кога играме, обично имаме обичај со Саши Коцев позади сцена, знаеш, она како на времето кога старите актери, приватни муабети, време е за на сцена. Што те врзува, доста за актерство, што те врзува со шахот? Ти си супер, имаше една приказка со шахот, колку е вистина или неке ми кажува се. Ти си играл како дете шах, стварно? Не само играл дете. Да, заебанција. Ја почнав да играм од многу мал, имам некои фотографии, нека црно-бели од моето детство, веројатно немам повеќе од 3 години со шахот. Сега не знам дали знам да играм или само нешто си играм авиончиња и тенчиња. Али знам да играм одамна, татко ми е шахист и играв скоро професионално до пред запишувањето на академија. Во еден година тоа. Па, не знам, слабо баратам со години. Знаеш зашо? Има Оливер Митковски некој у архива на шах на интернет. Јас сум тој. До 98 вика. Јас сум тој. Сега не знам од која, од 91 или така нешто. Знаеш што, има партии, човече, изгледа, ако си ти тоа се. Многу е брат. чудно тоа што уствари најдобрите резултати во шахот ги постигнав во моментот кога престанав да работам. Да играм. Баш така? Да. Се запишав веќе на академија. Знаеш што, во моментот кога работиш, треба тоа акумулирано знаење во еден момент да излезе се гарантира и да излезе, да. А тоа е тешко во моментот кога си внатре, кога работиш интензивно, треба да легне знаењето него. Така. А што се учи бе во шахот, кажи? И што е многу макотрпна работа. Она имаш значи завршници, средишници, теорија на отварања, тоа е професионалните шахисти работат минимум 8 сати на памет учење. Да. Првите во професионалниот шах првите 20 и неколку потега не се играат од глава. Тоа е се теорија на отварање која што е научена однапред. Значи за тоа е Митковски се отворил со сицилијанска, а овој му го закачал со шпанска. Така и некој, кои се тие изрази? Ко Game of Thrones ти текнува да е некој капија, не знам тако. У принцип, животот на професионалниот шахист е номадска работа, онака е макотрпен е тој живот. Имав еден тренер од Белград, Милорад Кнежевич, и он викаш, имаше обичај често да каже на руска мудрост, гласеше некако вака, не сум добар во руски, али отприлика трудна жизни шахматнога професионала, а непрофесионала вообще труднеша. Нешто типот на тежок живот на шаховскиот професионалец, али на непрофесионалец уште потешко. Ти тоа го сватив и имав други приоритети, сватив дека имам други афинитети поточно во животот и сакав да се реализирам себе како уметник. Што направи, раскрсти со Раскрстив, да. Буквално онака престана. Да, нагло се запишав на академија, одиграв од тогаш уште 2-3 турнира и тоа беше се. И задња официјална тогаш ти била, значи? Па да, мислам дека последна официјална ми беше на еден турнир во Шпанија, каде што поминав одлично. Некое пето место од тоа се тие опен турнири. Знаеш, системот на надпреварување во шахот е многу сличен на тенисот. Дури и на будување. Значи, она што е ATP листа, овде е FIDE листа. ATP опен турнири, челенџери, вамо се бергер затворени турнири, нешто слично на овие мастер турнири. Многу е сличен на системот. Слеми има? Нема. Има. Тоа е, да. Тоа се тие врвни, нели. И чекаш, што е муабетов, како стигаш да го предизвикаш шампионов? Нели пошто има од тие што се шампионски за имаш рейтинг, растеш, тоа е потполно иста систем на надпреварување како во тенисот. Видиш, интересна работа. Ние овде имавме и наше интерно надпреварување и го одредивме нашиот еден шампион. Тоа е Глобковеца, тој е најпаметниот човек во нашата екипа и сега ќе те предизвика тебе на отворена партија шах. Ова е моја прва партија шах во живо, не на интернет. После ваѓајте камерите, што туку
10 години сигурно. И при мене толку ми е после 10. Првата беше Чекай се, Гуча. дај и установиме правилата, како иде? Треба да броиме Па секундажа. ќе играме релативно брзо. Ајде, дај на 5 Нема да секунди, тупиме како многу. се прави тоа? Не знам, сакаш ја да почнам прв. Па ти си бели. Ти си Ајде, бели. да сте- Хе, Да, абе не, да. не брукај. Ајде, 5 секунди. Одиме. Играј, тоа е, нема брзо да се игра. Многу чудно отварање. Ова го нема во ниједна книга, пази. Никој вака не отвара. Никој Па вака не Тоа е отвара, да. нашиот шампион. За тоа е нашиот шампион. Ајде мајсторе, ајде со тебе сме, немој да не разочараш. Абе, А само пази, ова овде е кралот, овде е кралицата, некој од Не може, чекај да гледам. Да. Некој би имал местена погрешка. Да, ја знам ова црни Многу интересна партија, многу интересна партија. Пази, ќе те напаѓа по лево крило. А, Брани се. а, Кривот ти од левове контра напад. Сега мојата цел е да му влезам во 16-ти. Така, Ако што ме би собори пеналче, гол и Иди на таква работа, иди на таква работа. Овде негде одма јади. види се, он Чекај. Ова намерно нешто прави. Иди. Е така, он е способи го. Он е способи го. Уху! Јако иде, озмално ти кажам. Добро. За сега изедначена борба. Отвори ги овие левиве негде. Се деси нешто. Полека, сега ќе видим. Што ќе му Ова е повеќе вадиш ли стратегија. кралица, нешто, не знам. Како ти се шими вака, како игра? Не е лош, чудни не е лош, работи, не е а? лош. Јас сум исто збунет, пошто Потези никој не бил. Ова Карпов мислеше на времето да го направи, ама се откажа, пошто преретардирано беше да го прави ова. Стварно кој го прави ова? Оу, грешка. Фак. Ова ќе биде сега. Да, готово? Па може брзо да заврши партија. Се пропаѓа. Твода се. Да. И мислам дека ова е мат. Ај, го матираше. Колку брзо ќе видам, а сепак. Леле. Колку бе отприлика? Минута? Ја може Време да е се- забравивме? Не. Да Да, се ти сеам. повлечи се. И таблат играм, ја може. Повлечи се, ајде, ти оди таму жена парк. А да се вратам ја на шах. Ама го исплеска, браво. Ова со глума е можда потежок живот. Не ќе ти доаѓа странција таму, ќе ти изборат. Да. Глуми вака, глуми така, to be or not to Да, be. да. Ај, кури се. Еј, Оливер, браво. А играш бе стварно на интернет, така не? Да, има Ама тоа ради ова како сега релаксација или не? Да. Знаеш така? Има некои добри сајтови. Бесплатни. Па бесплатни првиот месец, после мора да си платиш, а играш месец дена па батал. А ти скитник, а така месец за месец дена, на едниот месец дена на другиот. Баниран од сегде више. Картичката не ми ја примаат на интернет. Да. Оли, како влијае шах на развој на дете? Ти си редок возрасен човек со кој што вака зборам, што бил шахист како мал. Ти што си увидел, да речеме, имам на стари? Малце повозрасен, што си увидел? Што Имам ти една дал? вештина, имам некој фотографско паметење. И на тој начин ги паметам текстовите. Стварно? Да, јас сум познат по тоа што сум еден од првите кои што ги Знае. знаат текстовите на памет. И моите и туѓите. И Ај, тоа, ај, и ето тоа суфлер Оливер, на вика. фотографски начин. Знам која реплика каде се наоѓа на страницата. Тебе па како тоа така? И тоа го открив набрзо кога почнав професионално со глума да се бавам. Многу сум како да кажам, мајка ми вика изгубен. Добро. Губам све. Значи оставам клучеви, буквално чуда, јакни. мајци, јакни, клучеви, се. И многу брзо ги губам текстовите кои што ми ги даваат на првата проба. Значи губам еден текст на првата проба, губам втор текст на втората проба, печатот е уште еден за мене, го губам и третиот и веќе ми е непријатно да барам и морам да го научам. А шо играш? Абе, режисер. Шо Оливер? Пак? Скоро никогаш не се ослонувам на суфлер. Иначе шахот е опасна игра затоа што мислам дека многу често шаховските професионалци знаат да Забегаат? Па да, Сакам да те прашам за тоа. дегенерации да се појават. Процентот на забегување на тој спорт е најголем. Да, тешка е играта. Тоа е заради веројатно напрегањето Да, или не знам. да, тоа е ужасно тешка игра и бара ужасно голема посветеност. Ајде за друго нешто. Радиодрамите, да ми кажеш, тоа се еден дел од вајда од
твојава кариера што си сработил со можеби меѓу најголеми љубови, да речам, Баш така. со најголем кейв, со најголемо давање себе си. Баш така. Зошто радиодрами? Ти кога дете си слушал ли радиодрами или Па како? да, сите слушавме како деца радиодрами, нели МТВ ги правеше. Ја мислам дека радиодрамата е фантастичен медиум. Иначе самата идеја за почеток на реализација на тој еден циклус радиодрами кој што го сработев пред неколку години беше меѓу другото поврзано е исто со шахот. Предавав шах во школото за слепи и слабовидни деца во Кисела Вода. Добро. Пред многу години. И со оглед на тоа дека точно знам какви се нивните потреби и каков е нивниот хендикеп кога следат театарски представи. Нели заради гестите и разни работи кои што не можат да допрат до нив, а радиодрамата е идеален медиум за нив. И успев да го реализирам тоа на крајно професионален начин со професионални актери, монтажери ми беа на првиот циклус Пере. Пере. Од Нокаут. Браво, Пере. Овој беше монтажер и музичка илустрација правеше, да. Во вториот Љупа од The John. Одлично. Значи ја мислам дека такви монтажери не може да собере никој. Супер. Проектот помина одлично, дури добивме и награда за награда. Да, добивме награда за таа година кога го сработевме за најдобар проект, прогласен беше за најдобар проект од општествена важност. Така. И сега барем продолжува ли некој тако нешто да работи? Во моментов не, малку беше тешко да не биде се направиле. Се надевам дека во скоро време, малку сум сега зафатен со нови представи, нели работиме со Владе Милчин, нова представа, претходно работев и со Ацо Поповски, значи ми се собра една година и пол без престан. И очекувам првото слободно време да го искористам за нов циклус радиодрами. Се надевам дека ќе успеам да обезбедам средства и супер. да го реализирам. Фала, Жере. Шо иде? Ти треба промоција едно друго? Че не. Помисли дека завршуваме со муаве, бе. Цар, браво. Не, уште малце. Чека, знаеш како иде? Прво мане прави вака, па после ја му браво. Вака? Му се брза на некој. Да, бе, фудбалот после. Да, али при крај сме во секој случај. Кој ти е омилен стрип јунак, стрип херој? Кого го сакаш повеќе, Супермен или Бетмен? Тешка психологија, не би се согласил. Зашо, пример, би го сакал Супермен, не Бетмен, некој? Сепак би се одлучил ако веќе морам. Ама е тешко? Тешко е, морам да признам, сепак за Супермен. Бетмен ми е малку депресивен. Јунак. Супермен е Супермен, самото име ти кажува. Супермен. Со мука унутра некако. Да. Да, па нешто подрум, па искача се тоа, па мраке, лилјак, депресија. Да. Иако и двајца на хеланки си носат. Да, си носат хеланки. Али по сензибилитет мене повеќе ми виде дека е Супермен. А да немаш друг него што ти е по онака фаворит? Па не, анимиран јунак, Самурај Джек, например. Он е више манг. Он не носи ни хеланки. Не носи хеланки, си носи кимоно, човекот ги крши овие злобниве типови. Точно, те роботи, те лигави. Така. Мада има и тамо, гледаш, ама не, тоа, имам ја некоја меланхолична жичка. И он е, нели, меланхоличен јунак, не често успева да се справи со... Да. Само няколя. И понекогаш не успева да се справи со злото, нели, таа вечна борба на доброто и злото продолжува. Има една меланхолична... Да, оно е као си, аку. Да, се гледа кој треба. Од Cartoon Network. Forever alone. Да играме нешто. Зашто сме немале тие Cartoon Network. Кажи ми, некој лик што ти е кејф да го одиграш, било кој лик, сакаш жив човек, некој од сега, од историја, од нешто, да ти дадат да го играш ликот на некого, пример. Сигурно има некој тако. Многу тешко прашање, ме замисли. Нешто било што. Сигурно е некој што ќе му се фасцинираш, вајда, можеби за погрешни причини. Вајда вие глумците имате и некој тако, сакам да играм зашто е премрнат. Не знам дали постои лик, али би сакал да изиграм нешто, да играм во некој филм од типот на Shaolin Soccer, например. Пази, тоа се две склоп од две работи кои што неизмерно ги сакам, две мои љубови. Едната е фудбалот, а другата е кунг-футо, поточно тие хонкошки филмови со кои што сум растен како дете во кино Кисела Вода. Нели после тоа пробуваме знаеш, клише, на почеток идат овие лошиве типови, убиваат све у храмот, оставаат едно
дете, машко или женско зависи, ова раста се навежбува и иде и Им ја крши попара, кичот. онака еуфорија у кино. До Сајд душа, може и до Така душа да имаше збориме. и други филмови, и филмови као Емануела, швеѓанки на бензинска пумпа, она ова, али сега добро. Добро, ете, јавно. добро. Апропо фудбалов, многу ми имаат кажаме дека само ти си бил едини на трето полувреме додека се вежбал што знаел да игра фудбал и што личел на човек со топка, сите други биле па дрва. две леви ноги има, што да ти кажам? Стварно толку беа? Не. Или претеруваат? Баш не, претеруваат. Имавме интензивни тренинзи и добар дел од нив кои што послабо умеја со фудбалската топка. Научија и добри беа. На пример Саша имаше фантастичен напредок. Куца? Да. Од почеток до крај. О, А рецимо на крај на дури филмот. имаше една акција која што влезе во филмот, Добро. што ја му ја давам онаква, знаеш, со подкупување. Добро. Он зато неверојатен потек, ја мислам дека можда и случајно го направи. Со пета ја прима, ја пука, дава гол, дечкото онака не ми се веруваше. И застана Нормално крај, влезе во као, филмот. Имаше после 7-8 дублини, еднаш не го повтори, хади тоа влезе во филмот. А на крај на сетот, рецимо, Дарко да ве соберал, да ве пријавил на некој направ, мисли дека би биле окей? Имаше една идеја, после ќе ти откриеме на друга работа, имаше една идеја да играме против момците од српскиот филм, кажи го. Добро, на Белогрлич. Да, на Белоградич. Монтевидео. Имаше една таква идеја, не се реализираше, али непосредно Плашил. пред снимањето изигравме контролна утакмица со шампионот, женскиот шампион на Македонија. Без дробија. 2-1 не победи. А, добро, тука ми Види, добро, ама како да ти кажам, Да, бе, да. Девојчиње, Јасно, бе, јасно. после добро, дресови сменивме се тоа. Преубирано ти е секојдневиево денови, не зборам за периодов, со една друга работа, а тоа е семејна една работа. Аха. Не нема се, јас дете. сакам за ти збор. Не, пошто како тргна една семејна работа, доби принова. Не, значи, се работи за внукот, сестра. За внукот, сестра, не негова, значи полека. Да. Дојди си, да те пофалиме. Ево, инаку внукот негов е светски шампион, а тука е случајно дојден Филип, како си? Светски шампион во Шотокан карате, така? И може да запукаш сите се ако сакаш, веројатно. Викенд остана во Истанбул, во Турција, Одлично. нов светски шампион. А на колку? 12 години? Колку? 12 години. И јас сум во моментов нешто пиар. Така, менаџер? Да, не, менаџер не, да се пиар. копаш на него, да се греме, ти текне, овој ќе стане звер, мали овој се, ајде ониве. Честитки за тебе, среќа за тебе, мајстор, ти само терај напред, нема да забегаш по нешто, иначе ќе ти дое твоето гарант. И пази, иди по нас ако не... Ја тоа сега се да некако може така, малце од малце. Што би рекол Џамбазо, ти ќе останеш сега, ќе можеш нели во Холивуд да одиш да се посветиш на таа кариера ко Шербеџи, нели он не беше од 20 години. Па треба некој да ме чува. Токму така. Сега мајстор, си оние. Чо, фала ти и на тебе што дојде. Моли, фала и на тебе. Фала ти, брат. Се најбољи, останете со нас, да ја одјавиме. Ehi, avventura italiano! Vidiš Gypsy stoji, lebdi, vozduh, luda работа. Vlatko Stefanovski, Gypsy Mezik, Testenini, Juventus, Sampdoria, 2-0. Ludi italiani, Gypsy King Spark, Gypsy King Segde, Gypsy King Lazat. Questi Gypsy Kings non sono magia, Testenini bolognese. Vone magia, Johan Jovanov. Una magia, Pander. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Да. Не Дарко Панчев. Да, не гледа и ужива, така рече. Барем. Сигурно не лаже. Да. Така. Мислиш дека сум толку интересни? Па, фајл. Не, бе. Ајде ти исплеска Оливер. Што не каже дека е шампион? Па и ти си наводно шампион на нашата Попуштав емисија. искрено. Така? Да не биде Него била? брука. Него била? Не. А те гледам уште на почеток од маловец. Не. Чао. Биде? Напред, да. Значи тие фори само аматери како мене ги прават. Еле, да. Да си одим, а? Да. А што ќе правиме? Многу рано завршивме со снимање на емисија. Веројатно не мислевте дека во живо одиме. Ќе гледаме фудбал. Имаме време и за пица пред фудбалот. Имаме време за многу работи Да. на фудбал. Да. Се надевам дека и вие имате време да се спремите пред да си легнете, видите реално е касно. Така да ви посакуваме добра ноќ и да се гледаме следната недела, така? Да. Ти ќе дојдеш, не? Па би требало, ако не ме пратат негде. Да, пошто тоа ти е работа. Нормално.